Наместо студентски град и нови домови во сите градови каде има државни универзитети, како што беше ветувано од власта, условите во кои живеат студентите во Македонија се како од хорор филм. Често граѓаните се сведоци на објави на социјалните мрежи, каде студенти се жалат за храната која им се сервира во мензите, за катастрофалните услови во тоалетите и собите. Студентите пред камера не сакаат да говорат во какви услови живеат. Дел само кратко прокоментираа дека тие се лоши. Не. Какви се условите? Лоши. Дали има нормални услови? Не баш добри. Не, па. За живот во студентскиот дом. Дали се добри? Доказ за катастрофалните услови во кои живеат студентите е состојбата во која се најде студентскиот дом Томе Стефановски Сениќ, каде поради неплатени сметки 5 дена немаше струја. Во ек на испитна сесија, студентите од државниот студентски дом Томе Стефановски Сениќ беа оставени без струја. Од домот потврдија дека струја немало, но дека истата вчера била пуштена. За условите во студентските домови реагираше и опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Од таму велат дека откако СДСМ дошла на власт, младите се соочувале со разни проблеми за кои решенија нема, но и дека ветените проекти кои требало досега да се реализираат ги немало. Студентите откако СДСМ дојде на власт се соочуваат со секојдневни проблеми во студентските домови. Се соочуваат со влага во собите, лифтови кои не работат, храна која е катастрофална, распаднати плафони, мизерни услови во бањите, каде што и најчесто нема топла вода. Секојдневно по зградите и во собите на студентите се појавуваат глувци, а во дворовите змии. А какви беа ветувањата на сегашната власт во опозицијските денови? Од она што во 2014 година го говореше сега првиот човек на Карпош, тогаш председател на младината на СДСМ Стефан Богоев, се уште нема ништо. Новата влада на СДСМ целосно ќе ги подобри условите за живење во студентските домови. Денес презентираме дел од мерките од нашата програма кои се наменети за подобрување студентскиот живот и студентскиот стандард. Прво, во Скопје ќе изградиме нов, модерен студентски град со нови студентски домови, онака како што наликува на еден студентски центар. Второ, во сите градови во државата, каде што има седиште на државен универзитет, ќе изградиме нови, функционални студентски домови. Богоев тогаш велеше и дека младите и студентите се приоритет за СДСМ и дека поради тоа главниот акцент на нивната програма бил ставен на нив, порачувајќи дека студентите мора да живеат во услови какви доликуваат на една европска земја.